Централен дневник на К1. Добро вечер. По час и половина заврши лидерската средба на Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи, придружувани од нивните партиски соработници. Како наблюдувачи на средбата присуствува амбасадорот на САД Джес Бейли и европратеникот Иво Ораф. Лидерите на главните политички партии се состанаа за да ги продолжат дискусиите за точната организација на владата, кој ќе ги подготви изборите како што е предвидено во 6-та точка од договорот од 2 јуни. Во соопштението на ВМРО ДПМН, председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, го представи владиниот нацрт план за примена на препораките кои се однесуваат на систематски реформи во областа на владење на правото. Со останатите настани на денот почнуваме веднаш. Со проектот Македонија вработува вкупно 2612 лица најдоа работно место. Можниот банкрот на Грција причина НБРМ да воведе заштитни мерки. Од утре во наредните 5 дена Велес ке живее во знакот на фолклорот. За 2 месеца со проектот Македонија вработува вкупно 2612 лица најдоа работно место. Поволностите кои ги добиваат работодавачите се еднакви кога вработуваат помлади, но и постари лица. Заштедените средства ги пренаменуваат во развој на својот бизнис. Преку Македонија вработува во последните 2 месеца своје работно место најдоа вкупно 2612 лица. Од нив 1700 млади, за чие вработување придонесуваат посебните мерки за вработување на лица до 29, односно 35 години, нагласи премиерот Груевски на конференцијата на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Во овој проект за стимулирање на вработувањата, приоритет имаат и невработените издржувачи на многодетно семејство. Се издвои посебна категорија за која работодавачот 5 години нема да плаќа придонеси со врска да ги задржи уште една, тоа се невработени од семејства со 3 или повеќе деца. Што значи овие луѓе, овие семејства ќе станат поатрактивни за работодавачите во иднина. Остварените заштеди од ослободувањето од придонеси, работодавците ги искористуваат за нови вложувања и проширување на бизнисот. Мислам дека проектот е добар, а иначе моментално имаме вработени 50 лица, така да овој проект ни помага од тој дел да речеме да можеме репроматеријали да набавуваме, значи сме ослободени негде од персонален данок и социјално осигурување. Очекувањата се измените во овој проект да придонесат до значително опаѓање на процентот на невработеност во Македонија. Македонскиот премиер нагласи дека во последните 8 години во државава се отвориле над 140.000 нови работни места.
Регулаторната комисија за енергетика на последната седница донесе одлука да се намалат цените на горивата. Од ноќеска на полноќ малопродажните цени на бензините и дизелот се намалуваат. Новите цени ќе важат во идните 2 недели. Регулаторната комисија за енергетика одлучи од вечерва на полноќ да ги намали цените на бензините и дизелот, согласно методологијата која регулаторната комисија за енергетика ја користи за пресметка на цените на горивата. Малопродажните цени на горивата се намалуваат во просек за 2,08%, па така од вечерва на полноќ малопродажните цени на Евросупер 95 и Евросупер 98 се намалуваат за 0,5 денари за литар и овие горива ќе се продаваат по цена од 71, односно 73 денари. Цената на евродизел се намалува за 1,5 денар и цената на ова гориво сега изнесува 55 денари за литар. Новите цени стапуваат на сила вечерва на полноќ и ќе важат следните 2 седмици. Стимулацијата и поддршката на земјоделците со проектот Млад земјоделец ќе продолжи и наредната година, најави премиерот Груевски. Од почетокот на јули започнува и електронското поднесување барања за субвенции за модернизација на земјоделството. 10.000 евра за секој млад земјоделец за отпочнување собствен земјоделски бизнис ќе се даваат и во наредната година. Проектот за стимулација и поддршка на младите земјоделци продолжува, најави премиерот Никола Груевски, потенцирајќи дека истиот нуди поволни можности за сите кои сакаат да започнат со сопствено производство. Со неговата реализација, само за оваа година ќе се исплатат 1.340.000 евра. Договорите за оваа година се склучени. Сега останува на земјоделците да ги реализираат планираните инвестиции според планот и да достават документи до платежната агенција за да им се повратат во целост инвестираните средства до 10.000 евра. Од програмата за рурален развој, на почетокот на јули започнува електронското поднесување барања за субвенционирање инвестиции за модернизација на земјоделството. Сите заинтересирани треба навреме да ги ажурираат податоците запишани во регистерот на земјоделски стопанства. Внесувањето на промената на податоците се врши во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Српската заедница со посета на спомен костурницата во село Караслари ја одбележа годишнината на брегалничката битка од Втората Балканска војна. На ова место се погребани околу 1000 српски борци од Втората, но и Првата Балканска војна. Почит на борците им одадоа српскиот министер за труд и социјална политика Александар Вулин, српската амбасадорка во земјава Душанка Томик Дивјак, како и велешкиот градоначалник Славчо Чадиев. Делегација од Република Србија предводена од министерот за труд и социјална политика Александар Вулин во посета на спомениците на загинатите српски борци од Балканската војна. Тако споменик има и во општина Велес, поточно во селото Караслари, каде Вулин, придружуван од српската амбасадорка Душанка Томик Тивјак, им одадоа почит на борците. Ние денес одбележуваме годишнина од славната брегалничка битка од Втората Балканска војна. Имаме и други споменици каде српскиот народ ги оставил своите коски и траги од својата историја. Овде се погребани славните јунаци од Овче поле кои ги има повеќе од 1000, а дел се бореле и во Првата Балканска војна. Овие споменици и нивното одржување многу значат за српската заедница овде, како и за српско-македонското пријателство и заедништво, затоа што со векови живееме заедно. Така секој ваков споменик не е само наш на србите, туку и на нашето пријателство и заедништво. Гостите од Србија ги пречека и велешкиот градоначалник Чадиев, кој вели дека почитувањето на историјата и минатото треба да биде и порака за иднината. Ова е еден вид спомен костурница, да кажеме, не без одбележени имења, бидејќи бројот на загинати лица тука што учествувале за време на Балканската војна е многу голем. Така да ова го одржува и српската заедница во Република Македонија, секако со помош на амбасадата на Република Србија. Македонија, како раскрсница на битките за време на Балканските војни, има многу вакви споменици посветени на паднати борци од соседните народи.
При извршената контрола во 176 малопродажни објекти и ресторани во целата држава, откриени се 27 случаи на нелегална продажба на акцизна роба. За ваквите прекршоци законот предвидува минимални казни од 3000 евра за правното лице и 500 евра за одговорното лице, како и забрана за вршење дејност при повторно повторување на прекршокот. Откриени се 27 случаи на нелегална продажба на акциска роба, алкохол и тутун во изминативе денови од страна на Царинската управа. Контрола се изврши во 176 малопродажни објекти и ресторани во цела држава. При контролата привремено се задржани 238 литри алкохол и 11 килограми режан тутун за пушење. За ваквиот вид прекршоци се спроведуваат законски предвидени прекршочни или кривични постапки. Законот предвидува минимални казни од 3000 евра за правното лице и 500 евра за одговорното лице во правното, како и забрана за вршење дејност при повторување на прекршокот. Предвидена е и затворска казна за кривичните постапки. Неправилности се откриени во 11 градови во Македонија: Битола, Охрид, Прилеп, Струга, Куманово, Кратово, Крива Паланка, Штип, Велес, Делчево и Неготино. Согласно плановите, Царинската управа ќе продолжи со редовни контроли на акцизните добра во малопродажбата на територијата на Република Македонија. Целта е да се спречи нелегален промет на овој вид стока. Уписот за престој во ученичкиот дом Лазар Лазаревски во Велес е во тек. Истиот започна на 26 јуни, а ќе заврши согласно предвидените рокови за упис, согласно конкурсот на Министерството за образование и наука. Вкупно 221 ученик и оваа година ќе престојува во домот, со што само 43 легла се предвидени за оние ученици кои за прв пат ќе престојуваат во него. Започна уписите во ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Вкупно 43 легла се резервирани за учениците кои се запишале во прва година во средните училишта во Велес. Бројот на слободни легла зависи од бројот на ученици кои завршиле четврта година, кои биле сместени во домот. Според директорката Василка Ѓурчиновски, од година во година се поголем е интересот кај учениците за престој во домот. За престој во истиот, учениците потребно е да исполнуваат одредени услови. Приемот на учениците во ученички домови се врши според одредени правила и критериуми, односно се врши според законот за ученички стандард и правилник и начин за прием на учениците во јавните ученички домови. Се врши рангирање според постигнатиот успех на учениците од претходните учебни години, нивното поведение, се врши според оддалеченоста од местото на живење од каде што доаѓаат учениците и секако според материјалната состојба на нивното потесно семејство. Учениците кои конкурираат прв пат во првиот уписен рок, комплетната документација треба да ја достават до 6 јули, а оние кои конкурираат во вториот уписен рок до 30 август. Додека пак оние ученици кои претходната година престојувале во домот, комплетната документација треба да ја достават до 1 јули. Учениците кои претходната година престојувале во домот се упатени на поправен испит, документацијата треба да ја достават најдоцна до 31 август. Учениците кои денеска ги поднесоа своите документи, велат дека се одлучиле за престој во домот затоа што истиот им нуди одлични услови. Оваа година се одлучив повторно затоа што условите во домот се добри и мислам дека можам да престојам и понатаму. Од каде доаѓаш? Од село Извор. Се запишав во Коле Неделковски, бидејќи има подобри смерови, мислам дека со тој смер повеќе може да успеам. И во домот се запишав затоа што нема каде да престојам. Од каде доаѓаш? Од Неготин. И оваа година 221 ученик ќе престојува во домот. При уписот приоритет ќе имаат ученици запишени во прва, втора или трета година во експерименталната програма за фудбал и ракомет, програма која прв пат се спроведе минатата учебна година во склоп на спортската паралелка во гимназијата Кочо Рацин. Од утре па до 4 јули во Велес ќе се одржи 12-тиот интернационален фолклорен фестивал. Фестивалот, како и секоја година, има богата програма со настап на 11 странски ансамбли од 8 земји. Од 30 јуни до 4 јули ќе се одржи 12-тиот интернационален фолклорен фестивал Велес. Свеченото отворање на 30 јуни со почеток во 20 часот и 30 минути, а претходно, традиционално ќе се случи дефиле низ градот. Дефилето поаѓа од пред интернатот Седомладински парк.
Доколку се случи некоја вечер да има лоши временски услови, програмата ќе се реализира во спортската сала Гемиџии. Оваа година фестивалот има богата програма со настап на 11 странски ансамбли од 8 земји и тоа. Турција ќе се представи со 2 ансамбла од збратимените градови Бига и Каршијака. Романија ќе се представи исто така со 2 ансамбли, од кои едниот е од збратимениот град Слобозија. Босна и Херцеговина испраќа ансамбл од општината Живинице. Унгарија се представи со културно-уметничко друштво кое негува и хрватски фолклор. Фолклорниот ансамбл Силистра и Неврокопскиот ансамбл се представници на Бугарија. Естонија ќе ја представува Тина Дан студио. Србија ќе представува градското фолклорно друштво од Пожаревац. И на крај Полска ќе се представи со својот фолклор со ансамблот Лени. За фестивалот се обезбедени 1.200.000 денари, од кои 200.000 денари од Министерството за култура, а останатиот дел го обезбедија општина Велес и фестивалот. Организаторот истакна дека фестивалот има и своји помагатели од бизнис заедницата. Иако фестивалот е од меѓународен карактер и представува презентација на фолклорот на сите земји учеснички, сепак тој е најголем промотор на македонската култура и традиција. Во Велес овие 5 дена ќе има преку 1000 гости, од кои 500 гости од странство, кои повторно ќе информираат за нашиот град, за нашето гостопримство и организација на настанот. Организаторите упатија отворена покана до сите граѓани и оваа година масовно да ги посетат сите 5 фестивалски вечери. Завршува првата фаза од проектот за осовременување на Кавадаречкиот театар. Овие денови се менуваат седиштата во големата сала, со што ќе се подобрат условите за следење на настаните. Во текот на наредните месеци ќе се реновира сцената и сите простории во Домот на културата, со што кавадарчани ќе добијат современ театар и место за разни настани. Во Домот на културата во Кавадарци теке целосна промена на старите столчиња за публиката со нови во големата сала. Ова е инвестиција за која средствата се од Министерството за култура на Република Македонија и локалната самоуправа. Со новите 260 седишта значително ќе се подобрат условите за следење на настани. Ова е дел од првата фаза за осовременување на Кавадаречкиот театар, која многу наскоро ќе продолжи со реновирање на сцената, гремиорните и сите придружни простории. Проектот за замена на седиштата е вреден 1.600.000 денари, од кои 1 милион се обезбедени од буџетот на општина Кавадарци, а 600.000 од Министерството за култура, информираше директорот на Домот на културата Иван Мазов Климе Владимир Темков. Овие денови ќе биде завршена целосно замената и веќе од среда љубителите на театарот ќе може да уживаат во новиот амбиент и во хумористичната представа на актерите од Кавадаречкиот театар. Македонците ќе можат да летаат до 5 нови дестинации со нискобуџетната компанија Визер. Можниот банкрот на Грција причина НБРМ да воведе заштитни мерки. Вестите од Македонија во продолжение. Од утре, од Скопскиот аеродром, нискобуџетната унгарска авиокомпанија Визер воведува директни авиолинии до европските градови Барселона, Осло, Нимберг, Хамбург и Фридрихшафе 2 пати неделно. Од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле од задутре се воведува директен лет до Базел 2 пати неделно. Македонската влада на новите авиолинии на Визер ќе оперира со субвенции, односно согласно договорот со Министерството за транспорт и врски. Преку проектот за доделување на финансиска поддршка на нови авиолинии во изминатиот период беа воведени директни летови кон Малме, Базел Милхаузен, Милано Бергамо, Айндховен, Дортмунд, Меминген, Минхен, Стокхолм, Гетеборг, Лондон, Лутон, Венеција, Франкфурт, Париз, Брисел, Келн и Рим. Со цел заштитни мерки со привремен карактер, Народната банка на Република Македонија, заради превенција од опасноста, евентуални позначителни одливи на капитал од Република Македонија кон Грција, воведува мерки со рок на траење најмногу од 6 месеци. Овие мерки се преземаат по одлуката на Европската централна банка,
да го замрзне нивото на вонредна ликвидносна поддршка, имајќи го предвид непродолжувањето на програмата на Европската Унија за прилагодување на Грција и ризикот за неизвршување од страна на Грција на отплатите по долгот, кои достасуваат на 30 јуни. Откако грчката влада одлучи да одржи референдум за условите на нејзината програма со кредиторите, што фактички значи исклучување на банките од Република Грција од програмата на Европската Централна банка за итна ликвидносна поддршка и најверојатно воведување капитални контроли во Грција. Од Народна банка на Република Македонија велат дека со преземените мерки дополнително се зајакнува отпорноста на финансискиот систем на надворешни фактори. Прекинати преговорите за иранската нуклеарна програма, гувернерот на Охајо Џон Кейсик се вклучува во трката за претседател на САД. Туниската полиција трага по напаѓачот кој уби 38 лица. Министерите за надворешни работи на земјите членки, вклучени во програмите за иранската нуклеарна програма, отпатуваа во Виена, соопшти синоќа високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини. Но истите следните денови би можеле повторно да се вратат во австрискиот главен град на нова рунда разговори. Министерите ќе се вратат доколку во усогласувањето по текстот на конечниот договор биде постигнат напредок, што бил доволен за склучување договор, изјави Могерини. Могерини нагласи дека е очигледно и до крајниот рок 30 јуни нема да биде постигнат договор за иранската нуклеарна програма, додавајќи дека е можно тој да биде продолжен за само неколку дена, доколку учесниците во преговорите покажат флексибилност. Не може да се очекува долгорочно продолжување на рокот. Таква можност воопшто и не разгледуваме, додаде Могерини, нагласувајќи дека сите учесници во преговорите покажале политичка волја за постигнување договор. Џон Кейсик, гувернерот на Американската сојузна држава Охајо, најави вклучување во трката за номинација на Републиканската партија за кандидат за претседател на САД. Според информациите од неговите советници, 63-годишниот Кейсик својата кандидатура официјално ќе ја објави на 21 јули во обраќање во Државниот универзитет на Охајо. Во трката за републиканската номинација за кандидат за американски претседател досега се вклучија 13 истакнати гувернери и сенатори од редовите на Републиканската партија. Туниската полиција трага по напаѓачот и неговите можни соучесници во нападот на луксузен хотел, во кој загинаа најмалку 38 лица, од кои некои биле убиени на плажата. Според портпаролот на Министерството за внатрешни работи Мохамед Али Аруи, напаѓачот е идентификуван како 24-годишниот студент Сейфедин Резгуи. Истиот е приведен и испрашува неговиот татко и тројца негови цимери. Уверени сме дека и другите помогнале во нападот без директно да бидат вклучени, туку на индиректен начин, рече Аруи. Истрагата потврди дека во морето е пронајден мобилен телефон на напаѓачот, преку кој тој непосредно пред нападот разговарал со неговиот татко. Утре напладне се очекува Европската фудбалска федерација на пресконференција и официјално да ја потврди информацијата дека Скопје и националната арена Филип II ќе бидат домаќини на Европскиот суперкуп во 2017 година. Ова е историски момент за македонскиот фудбал и сите љубители на овој спорт. Надпреварот на кој се среќаваат победниците од Лигата на шампионите и Лигата на Европа е настан кој го следат милиони луѓе низ светот, што е огромна можност за промоција и афирмација во светот. Следуваат останатите вести од домашниот спорт. Македонските репрезентативци во кикбокс на Балканското првенство за јуниори и сениори, кој викендов се одржа во Ниш, Србија, освоија 6 медали, од кои 2 златни. Првите места ги освоија Ненад Манојловски во категорија кик лајт до 69 кг и Димитар Ѓоргиев во кик лајт во категорија до 79 кг.
Сребрени медали освоија Милан Кубин во кик лајт до 89 кг, Бобан Илиовски во кик лоу до 71 кг и Марија Божиновска во кик лајт до 70 кг. Бронзен медал освои Хадис Рамадани во кик лоу до 67 кг. На Балканското првенство учествуваат 220 надпреварувачи од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Црна Гора, Словенија, Хрватска и Турција. На најновато објавена ВТА листа, македонската тенисерка Лина Ѓорчевска го зазеде 354-то место, што е за 13 позиции повисоко од нејзиниот досега најдобар пласман. Таа освои нови 10 бода на турнирот во Тарсус, Турција, минатата недела и сега има вкупно 106. Ѓорчевска напредок бележи на листата во двојки, но само една позиција, и таму нејзиниот нов рекорд е 277-та позиција. Втората македонка после Ѓорчевска на ВТА листата е Магдалена Стоилковска, која се наоѓа на 1228-то место во сингл и 962-то место во двојки. Недобриот македонски мотоциклист Христијан Илиовски заврши на второто место во Глобара кај Крушевац во Србија, на трка која е дел од источноевропскиот шампионат. Иако Илиовски беше прв во квалификациите по извозената трка, оствари вкупно време од 29 минути 51 секунда, што е послабо за повеќе од 30 секунди зад победникот бугаринот Тодор Тотев. Вториот македонец на оваа трка Гоце Томовски го освои 7-то место. Ова беше четврта трка во рамки на источноевропскиот шампионат. Преостануваат уште 3 трки, од кои едната треба да се одржи во Македонија, но се уште не е познат терминот. Стартуваше 129-то издание на најстариот тениски турнир. Носителите на Вимблдон, Серена Вилијамс и Новак Ѓоковиќ со победа ја започнаа одбраната на титулата. Кошаркарската репрезентација на Србија први на Европското првенство. Вестите од меѓународниот спорт во продолжение. Стартува 129-то издание на најстариот тениски турнир. Во професионалната ера, Вимблдон ќе се одржи по 48 пат. Минатата година титулата на ова неофицијално светско првенство во тенис отиде во рацете на Новак Ѓоковиќ и Петра Квитова, па затоа оваа година тие ќе бидат на мета на тениската елита во обидот за нејзино одбрана. Српскиот тенисер и овој Вимблдон е фаворит број 1 да биде победник во наредните 12 месеци, но тоа не значи дека е недостижен за своите конкуренти. Според ждрепката, од големите фаворити до финалето би одиграл единствено против Вавринка, победникот од Ролан Гарос, а претходно би се соочил со Чилик или со Нишикори. Кај дамите Серена Вилијамс е прва и единствена фаворитка, а сите останати се непредвидливи. Овој Вимблдон ќе биде вториот најскап турнир во историјата на тенисот по US Open 2014 во поглед на наградниот фонд. Тој е зголемен за 7% во однос на минатото лето, така што победникот во сингл и во машка и во женска конкуренција ќе добие 2,67 милиони евра. Надпреварите ќе се играат секој ден од 13 часот по централно европско време. Кошаркарската репрезентација на Србија ја освои титулата европски првак откако синоќа во финалето на 35-тото европско првенство за жени во Будимпешта ја совлада Франција со резултат 76-68. Овој медал е прв за Србија на Европското првенство во женска кошарка, додека Франција исто како и на претходното првенство е поразена во финалето. Со исклучок на првиот период што го доби фаворитот на дуелот, во другите 3 Србија беше поуспешна. Ана Дабовик од Србија во финалето постигна 25 поени, а беше прогласена и за MVP на шампионатот. Покрај неа во најдобрата петорка се најдоа уште Сонја Петровик од Србија, Алба Торенс од Шпанија и французинките Сандра Груда и Селин Думер. Во надпреварот за третото место, досегашниот шампион Шпанија ја победи Белорусија со 74-58. И покрај големите вложувања, Парис Сен-Жермен не е ни блиску до освојувањето на Лигата на шампионите. Парижаните ги освоија двата домашни купа и првенството, но тоа не ги задоволува богатите сопственици, бидејќи целта е пехарот со уши.
Председателот Ал-Келаифи ќе добие свежи пари од владеачкото семејство Алтани за остварување на целта. Оваа сезона нема да има вртоглави трансфери, а следната, како што тврдат француските медиуми, следува вистински бум. Имено Парис Сен-Жермен планира да ја плати на Барселона откупната клаузула за Неймар, која изнесува вртоглави 190 милиони евра. Каталонците немаат намера да се разделат од бразилецот, но сепак и порано сме биле сведоци кога клубовите ги продавале своите звезди за огромни суми на пари. Времето денес сончево со повремени облачни периоди. Утре не очекува нестабилно време проследено со дожд и грмежи. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Пријатна вечер со К1. Пријатно.